имајќи ја во предвид актуелната политичка култура, имаме ситуации каде председател на држава и во ситуација кога по устав е должен да постапи, он не постапува. Од тука се наметнува прашањето дека има потреба од интервенции во уставот и напуштање на суспензивното вето на председателот во делот на прогласување на законите. Имајќи го во предвид принципот на нашиот устав на поделба на властите. Но ако тежнеме кон систем со checks and balances, ова нели е откажување од една шанса за контрола? Дозволи. Во тој случај контролата со уставениот суд со друг инструмент се обезбедува. Значи треба да се напушти. Професорот малку збореше околу практиката во другите земји. Да речеме, уставот на Италија вели доколку при повторно разгледување со мнозинство број на членови на парламентот биде усвоен одреден закон, тој по сила на уставот влегува во сила и се прогласува. Значи по втор пат председателот веќе нема право да го кочи процесот и да ја дерогира законодавната дејност на собранието. И кај нас нема право да го кочи, ама го кочи така. Затоа треба формулација која ќе каже Сигурно. Тоа е едно. Паука од праксата. Од праксата. Унгарија има трето решение. Вели доколку председателот не се согласува и цени дека одредена одредба е спротивна на уставот, тој во рок од 5 дена треба да се обрати до Уставниот суд. Имено. И да бара мислење од Уставниот суд и потоа да одлучи дали ќе го потпише или не. Ама тогаш е подкрепен со став на Уставниот суд кој е надлежен за таа работа, а не по волја на председател.